Перцептивни илузии, погрешните перцепции на реалноста, поинаку се нарекуваат и сетилни измами или перцептивни илузии. Создавањето на објективна или субјективна реалност во нашиот ум не е едноставен процес. Затоа не е ни чудно што понекогаш луѓето се склони погрешно, неискривен начин да ги интерпретираат дразбите кои што ни делуваат врз сетилата. Има неколку вида на сетилни измами. Првата е Милер-Лиерова илузија, и тоа се прави две еднакви хоризонтални линии кои што изгледаат како да имаат различна должина, а всушност на втората слика може да забележиме дека должината им е иста, а причината за една ваква илузија е што нивните крилја се свртени на различен начин и ова е една перцептивна илузија која што можне многу се употребува во модната индустрија. Пангендорф илузија се создава кога еден објект, односно еден негов дел, се прекинува во една точка, додека останатиот дел е видлив. Во случај кога линиите се делумно прикриени, нивниот продолжеток ќе изгледа наведнат. Илузии на невозможни фигури, тие се создаваат поради необичната конфигурација на еден објект и ние тешко да го насочиме, да го издвоиме фокусот од позадината. И секогаш кога една нацртана фигура опфаќа информација која не е дофатлива за нашиот систем на перцептивна обработка, ќе ни биде тешко реално да ја исперцепираме. На оваа слика имаме една девојка и една стара жена. На првата слика имаме вазна и паралелно со вазната имаме два силуета од човечки профила. Ево убаво разгледајте и втората слика, тука имаме повеќе стимуси. Имаме светло, кое што всушност како паѓа светлината е во облик на вазна или на свеќник. Имаме профили од возрастна жена и возрастен маж и од некои мексиканци. И на третата слика имаме зајчиња и патки.